Секој новинар би бил задоволен доколку за свој соговорник има човек со авторитет кој е добро запознат со актуелните и акутни проблеми во политичкиот и општествен амбиент. Тој е ректор на Универзитетот на Југоисточна Европа, академик во МАН. Добар ден за Абдулменав Беџети. Благодарам и за најавата. Како е возможно личност да стигне да работи на Академија на суди, на правосуден систем, а при тоа да нема добиено диплома, во ситуација во која на универзитетот е под силен меѓународен мониторинг, односно присутни се странци. Не верувам дека станува збор за техничка и административна грешка. Заправо станува токму тоа збор, меѓутоа прво треба да објасниме, бидејќи лиферирано беше многу на погрешен начин информацијата, превземена од инспекцијскиот наод и надзор, кој што извршија таква контрола во почеток на годината и дури немаше констатирани материјални и нормативни неправилности во записникот и не следија никакви мерки, затоа што не се работело за дипломи и не станува збор, туку се работи за постапка на издавање на одредени уверења кои заправо нема таа валидност и јачина во правниот промет. Затоа што уверенијата се во временски период 2 до 3 недели, откако се завршува со сите обврски студентот, добива уверение дека дипломирал во соодветна студиска програма на соодветен факултет, во случајот правен факултет, во 3-годишна студиска програма, каде е наведено 180 европски трансфер кредити. Значи, тој завршил 3-годишни студии, кои легално се биле акредитирани, бидејќи тој не е единствен студент. Сега, нашите студенти се запишуваат од нас, после заминуваат во Европа, не се оспоруваат, се оспоруваат тука. Тоа е друго што дотича некој, влегува во некоја друга инстанца, без да ги исполни пропишаните услови за кои се бара 4-годишни студии. Тоа е сосема друго. Вангеловски, Неделкова, Мемети и Арстани биле во Комисијата за правосуден испит, која пропуштала недипломирани, меѓу кои синот на Талат Џафери. Дали е ова сигнал дека системот е корумпиран и дисфункционален? Ќе ги прашате нив. Што вие мислите? Нема што да мислам, јас нема што да се искажам тука. Ниту ги знам, ниту сакам да ги знам. Јас сум институционалист, јас сум крајен легалист. Велите одговорност меѓу редови нема кај универзитетот, но сепак препознавате пропусти. Да. Каде? Во делот на тоа што откако влегло во сила одлуката, а тоа не е 5-годишен период, тоа е 1,5 година, ви кажав, 6 месеци по донесување на одлуката, има еквивалентност. Во таа одлука за нормативи и класификација на нивоата на професиите е укажано и табела на член 13 е дадено еквивалентност. Што представува до тој период, бидејќи до тој период 7 прв степен е еквивалент на новата одлука кој што доаѓа, се усогласува со нормативите на Европска унија, ама тоа е веќе при крај на 2011 и тогаш тоа е еднако на 6Б или 6Е. Академик Беџети, инфлацијата расте според одредени проценки, сега сме во фаза на стагфлација. Се најавува, дел од Светска банка најавува дека Македонија во 2023 ќе влезе во техничка рецесија, економска рецесија. Тоа е оценка на новата директорка на Светска банка за Западен Балкан. Се зголемува и сиромаштијата. Како ќе се менаџира оваа економско-енергетска криза? Во услови на перманентно задолжување, нови кредитни линии за да се отплатат старите долгови? Се надевам не мислите на инфлација на дипломите. Во констатацијата ваша дека влегуваме во фаза на рецесија, тоа воопшто не е точно, затоа што рецесија значи истовремено висока инфлација, висока невработеност, не рецесија никој нема. И во случајот негативен раст на економијата.
односно бруто домашен производ. И тоа две тромесечја поред. Тоа е дефиниција за стагфлација. Во случајот не е и не верувам дека до тоа ќе дојде. Треба да имаме негативен раст за да тоа да дојде. Од друга страна, дали имаме висока инфлација? Да, секако, бидејќи тоа е највисока во земјите од Западен Балкан. Со сите 6 земји во Западен Балкан, па можеби и дел од просекот на Европа е највисок. Освен ако исклучуваме Полска, Летонија, Литуанија, Балтичките земји, кај што стварно имаат повисока инфлација од нас. И тоа е голем проблем. Мислам дека досега се справуваше одлично менаџирањето на тој проблем, затоа што рефлектираше благовремено Централната банка, Народната банка, со инструментите кои ќе ги има легитимно и легално. Преди се, постојано зголемување и тоа умерено зголемување на основната каматна стапка, а можеби и другите инструменти. Од тука ценам дека годината ќе биде завршена со умерена инфлација, со надеж проекциите се сите дека идната година ќе биде стабилизирано на некаде 6 до 8% стапка на инфлација, а исто така сите предвидувања се дека идната година ќе има и раст на бруто домашен производ, односно на економијата. 2 до 3%, зависи кој како. Некој оценува 2,1, некој 2,3, владата е малку пооптимистичка до 3%. Претпоставам дека Народна банка е многу пореална. Инфлацијата до година е планирана до 7%, и дека тоа би било реалната и објективна проекција. Дали овие владини мерки за сузбивање или ублажување на економските потреси се доволни, навремени или задоцнети? Никогаш не се доволни мерките, секој пат може со поагресивни мерки, зависи кога вршиме таква оценка, треба да се водиме од некои стандарди, критериуми, компарации и така натаму. До сега, ако ги гледаме во квантум, значи квантитативно, нашите мерки се далеко по-високи од финансиски обем во однос на сите други земји во Западен Балкан. Знаете дека ние скоро 700 милиони евра потрошивме, било за намалување на даноците или ослободување со условни, било субвенционирање на одредени цени, преди се енергенција, електрична енергија, било и намалување на одредени даночни стапки на страна на стоките за потрошувачка, базичните стоки. Дали навремено? Да, мислам дека благовремено беа, меѓутоа се доцни во реализација. Вие знаете дека по 2-3 месеца се чека додека се носат законите. И од денот кога владата дизајнира, креира такви мерки, до денот на спроведување, ние сме поминале 3, 6, дури до 9 месеци. Знаете дека ова не е прв пат. Ние имавме 3, 4, 5 пакети мерки за антиковид мерките и исто речиси се случуваше. Бавно, дали после институциите имаат капацитет да реагираат и да дават фидбек каде мерките биле ефикасни, ефективни или не, такво мерење, јас немам сретнато до денеска, мислам изрично мерење за да каже дека да, трошивме 700 милиони евра, ама тоа придонесуваше до тоа толку. Значи нема такви квантитативни мерења. И генерално, да кажем, во однос на околностите и условите, со надеж дека инфлацијата идната година ќе биде посмирена во овие рамки кај што Народна банка и предвидува, а не се далеко предвидувањата и на Светска банка и на ММФ во овој дел, се надевам барем позитивно ќе држиме и стапката на раст. Да ве подсетам, имаше и од мои колеги економисти кои што оваа година најавија, уште пред 6-7 месеци, најавија дека ќе имаме негативен раст, односно намалување на економијата, и јас тоа време сум настапил со одредени проценки, и тоа не паушални проценки, дека околу 2% се очекува да ја завршиме годината. Ви зборам за проекции од пред 6-7 месеци. И тоа еве се случува.
екс-вице-гувернерката Кадиевска Војновиќ денуве процени дека монетарната и фискалната политика потврлила во сузбивањето или санацијата или растот на инфлацијата. Зависи, тоа е, види, личен суд, лични оценки, констатации слични, зависи од диоптријата на видување на нештата. Јас, колку што знам, тие работа добро координирано. Дали можело уште покоординирано? Да. И јас исто делам тоа мислење дека никогаш не е досна, никогаш не е доволно и никогаш не е перфектно. Во тој дел, затоа што имено во вакви кризни циклусни состојби многу е потребно монетарните политики и фискалните политики да бидат многу координирани. Ние, на жалост, сме дотерани во такво однесување за да имаме експанзивни фискални политики и наспроти тоа рестриктивни монетарни политики. Ова е најлоша комбинација за економијата. Што заправо, меѓутоа сме биле принудени затоа што морало да се инфлацијата смирува. А од друга страна, мерки потребни за субвенционирање мора да генерираат во фискалниот дел експанзивна фискална политика затоа што се барало субвенционирање на електрична енергија, субвенционирање на базични основни производи, субвенционирање разни на загрозени семејства и фамилии. Сето тоа чини трошок. Ако немате доволен приход, ќе имате дефицит растечки. И нам тоа не се случува. Ние имаме растечки дефицит, потрошувачки дефицит, не многу степен на реализација на капиталните инвестиции, значи во делот на развојната компонента не е толку изразено и во таа смисла нормално дека монетарната банка реагира последично. Значи ова е причинска последична врска. И последично таа мора да ги зголемува основните каматни стапки, што заправо ги прави поскапи парите и кредитите, и инвестициите и се, и го врши тој, како го нарекуваме ние, crowding out ефект. Се зголемуваат каматите, но тоа последователно ќе значи намалување на потрошувачката кочничка, што значи дека затоа е лошо. Затоа е лошо и затоа ви реков. Рестриктивни монетарни политики се лоши по дефиниција. Ама тие мора да се прават во вакви состојби затоа што последиците од инфлацијата, ако таа се качи и да стане галопантна, тешко ќе можете да ја контролирате ако Што значи, академик Беџети, ако инфлацијата продолжи да расте? До кој степен или до кој ниво може да го толерираме ова перманентно? Нема плафон, ризичноста е многу опасно кога таа влегува во двоцифрена бројка. А веќе сме, тоа мислам дека трендовите се смирувачки и затоа се оправдуваат сите мерки на институциите, во случајот мандатарна обврска е на Народна банка да се справи со инфлацијата, односно да ја чува стабилноста на цените. Генерално. Академик Беџети, се уште сте советник на министерот за финансии? Неформално цело време јас сум бил и се уште продолжувам да бидам во делот на фискалните политики, да. Во 2021 министерот Бесими напиша дека задолжувањето е оправдано ако имаме економски раст. Од друга страна, дефицитот е оправдан ако се земат пари од странство за капитални инвестиции и доколку порастот на домашната економија е повисок од стапката на каматите за задолжување во странство. Сосема право од гледна точка на еден економист, апсолутно. И ако сакате и теоретски и практично. Прво теоретски, затоа што тоа се познатите златни правила, gold rules, кои што на некој начин и ние претендираме да ги усвојуваме и да ги земаме во нашиот нормативен, регулирање на фискалниот систем. Имено зашто? Секое задолжување и секој дефицит, кој што заправо зголемува задолжување, а кое се употребува продуктивно, било за капитални, базични инфраструктурни проекти, било за продуктивни дури проекти и потрошувачка, тоа е позитивно, затоа што ќе генерира маргинален раст повеќе отколку што е цената на чинење. Значи се гледа кост-бенефитот во тој дел. Што заправо предизвикуваат, а не дека е преголемо задолжување.
Ние така сме преголемо задолжување. Ние сме околу 60%. Односно, сега сме некаде 7,3 милиарди евра долг, што за Македонија е високо. Затоа што ние сме пресметале научно, емпириски утврден праг некаде 52 до 55% од бруто домашен производ. До тој степен не долгот растечки не влијае негативно во растот. Од таа стапка, веќе и долгот влијае негативно на растот. Затоа што го зборивме, тоа што го кажавме, реакциите од монетарната политика. Така да, министерот вели да, умерено задолжување, со тоа што тоа задолжување треба да оди во капитални инвестиции и продуктивна потрошувачка. И тоа е вред. Може да кажете тебе во последниве 2 години која капитална инвестиција имаме? Жално, тоа е жално. Значи не само капитални инвестиции. Јас затоа реков, теоретски тоа е апсолутно управо и така треба. Меѓутоа, степенот на реализација на овие проекти, не сега, уште од времето гораст. Вие знаете, и пред неколку години ние сме имале интервјуа вакви, кај што сме констатирале дека никој пат степенот на реализација на капиталните инвестиции не стигнал повеќе од 65%. Најдобра година било до толку. И обично при планирање, и јас сум го посоветувал министерот, да не одиме дури и за наредна година преамбициозно планирање на капитални инвестиции, затоа што на прва ревидирање на буџетот, односно ребаланс на буџетот, таму кратиме. Затоа што ако ги оставиме колку што се планирани, тогаш највише ќе треба да кратим, затоа што немаме капацитет да ги реализираме. И тоа е факт. Имаме ли капацитет да ги отплатиме старите долгови, а во ситуација повторно да се задолжуваме? Ако немаме капацитет, ќе одиме на банкот. Ја мислам дека далеко сме од тоа. Видите, ние сме околу 6% задолжени. Меѓутоа, да не заборавиме, и околу нас, освен Косово и Босна и Херцеговина, земите во Западен Балкан, околу нас е некои земји дури и позадолжени. Земете Албанија, некаде над 75%, 80%. Слично се и другите земји. А да не кажеме Италија, што е стигнато над 150%. Добре, не може да се мериме со една Италија. Па не, се зборува, меѓутоа на процентуално, релативно, ве молам. Ти имаат копенхашки критериуми и ги имаат и мастриските критериуми, така наречени, нели, конвергентните критериуми, кои што сами треба да ги применуваат. Освен Германија, ниедна земја членка не ги почитува тие критериуми. Тоа се нивни. Тоа ни ги стават нас као критериуми при зближување за членка на Европска Унија. Академик Беџети, при крајот на разговорот, во Македонската академија на науки и уметности е релативно тивко. Дали председателот академик Коцарев ја омекна својата позиција и во последен период не ги слушам оние претходни најави и иницијативи за раздвојување во две академии, инициирана идеја од академик Ќулавкова? Па, очигледно вие новинарите посакувате да има турбуленции повеќе и да има тема. Сега, чудно е кога е мирно, а уште почудно е кога нешто турбулентно и врие. И дозволи ми да ви кажам дека да, последно време, мислам дека во секој случај повеќе се разговара конструктивно, повеќе се дебатира. И тоа покажало дека во почетокот требало од порано тоа да се почне. Ние веќе држевме пред месец дена 2 собрани на МАНУ, консултативни, информативни, со настапи тамо да ги кажеме сите забелешки во однос на овие спорните, познатите спорни прашања, имено за интегративните процеси и за договорот со Република Бугарија и слично. Значи, разговаравме многу конструктивно, секој ги кажува своето размислување, своите аргументи, своите видувања и во име на тоа лично право останува отворена забелешката дека не можете вие да се оградите од функцијата што ја вршите. Колку да сакам ја да речам мој став, јас сум и ректор на универзитет. Кога изразувам одредено мислење во врска со таа институција, јас ќе се препознавам како ректор на универзитет. Некој ќе рече преголеми концесии направивме со договорот со Атина, спогодбата со Бугарија, а и да го решиме проблемот со соседна Софија,
треба да се втурнеме во внатрешните проблеми, во надминување на внатрешните проблеми, дека Бугарија не може да ни биде виновна за корупцијата, за правната несигурност, за лошото владење на правото. Јас се слагам со овие констатации вториве, дека ние имаме проблем дома, во наш терен, имаме проблем со добро управување или недобро управување. Ни укажуваат секој ден во сите извештаи, во сите, дури сега почна и да ни сплеснат во лице директно, само што доаѓаат дипломатскиот кор новиот. Така да тие се проблеми кои што реално треба да се занимаваме, за да создаваме можност да не продолжи иселувањето на младите од земјата. Инаку на крај нема фајде ништо од било каков договор, ако веќе ни бега мозокот и ни одаат младите. Инаку, ајде кога разговараме индивидуално и да размислуваме поединечно, зашто ние сме многу порационални од како се однесуваме колективно. Па сме ги прашали да ги прашаме поединечно и младите, па и возрастните, кај сака да живеат? Во Русија или во Европа? Кај сака да одат? Во Кина? Што сака да купуваат? Што стандард сакаат? Какви возила возиме ние? Значи, сакаме Европа, сакаме Брисел, ама да гледаме кон исток. Тоа невозможно е. Рационални сме кога сме индивидуално во замислувањето. Кога сме во толпа, некако именуваме тие размислувања, па Европа има и алтернатива, па ова може да има и друга алтернатива, стратешка и така натаму и така. Мислам дека тоа се неодговорни политики, барем на одговорни институции. Ја не зборам за поединци. Во име на индивидуалното право и правото на лична мисла, личен говор и така натаму, треба да знаеме дека тоа е ограничено со одредена обврска кон општеството, а поготово во институциите кои што на некој начин се одговорни за јавниот и стратешкиот интерес на државата, како што е МАНО. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам на можноста. Поштовани гледачи, тоа беше академик Абдулменов Беџити. По кратката пауза за реклами следуваат следните содржини, а во продолжение ќе имате можност да видите околу изборот на новиот претседател на Сдруженијето на новинари на Македонија, како и разговор со ВД лидерот на Алијансата на албанците Арбен Таравари. Следете не.